Печен костен во тепсија на папрат. Велат, така подготвен костенот бил највкусен. Денеска за тоа знаат постарите. Помладите се поснаодливи и по полесниот пат доаѓаат до резултатот. 50 на килограми костени се испекува и понудија на учесниците на првата костенијада во Јелошник. Најдобриот начин, стариот начин за печење костење е у папрат. Значи има процедура некоја, па има тава, а сега ова нешто сме измислили ние по наше, бубање од машина за перење. Ова беше прв обид во овој крај преку костенот да допре светот. Организаторот невладината Бела Виста се надева шарпланинската костенијада да стане бренд забележан на туристичката карта на Македонија. Преку кое што манифестација може регионот да веќе ќе биде виден, што понатаму координација со нашето лобирање и со нашите идни проекти што мислиме апсолутно да донесеме во овој регион. Вистински, плански туризам, преку кој ќе се развива со сите други институции. Јас воедно сум подпредседател на туристичка комора и верувам од тоа ниво дека ќе пробаме да направиме сите други можни да донесеме туроператорите, да донесеме туристичките агенции, да донесеме гости во Македонија, а не само да бидат туристичките наши агенции кои што ќе извезуваат од тука гости по останатите туристички дестинации. Костенот и оревот се одлична комбинација за подготовка на добри сладки. И двата производи ги има кај нас. Вештите жени, овој пат со двоен предизвик. Еден предизвик што од нашиот крај е токму костенот, каде што потекнува и вешта жена. Од друга страна, борбата за задржување на тоа благородно, на тој благороден дел од планината, затоа што болеста што го напаѓа веќе очигледно треба да се алармира и државата во тој дел. А ние денес, за да ја дополниме програмата на Бела Виста, тоа е изработен, вештите жени изработија колачи, значи 10 врсти на различни колачи, направени од костен. За жал, костенот преживува период на болест. Заразата ги зафаќа цели стебла или самогранките. Земјоделските стручњаци, поддржани од локалната Бела Виста, со активности на терен ќе се обидат да го надминат проблемот. Ние како организација во нашиот проект што го рековме, значи ние ќе покажеме на локалното население со наши примери кои што се тоа да кастрење, она се што е зафатено од болеста, дали е тоа гранка, дали нешто повеќе, тоа мора да се отстрани, значи како и на секој друг организам што е нешто заразено со болест кој што не може да се излечи, значи мора да се отстрани. Ние во текот на сега при крај на новември ќе почнеме на 10 локации во овие шарпланински региони да го организираме повторно локалното население и со стручните екипи, тоа со Шумарскиот факултет, на населението да му пружиме можност едукација како они сами да си го останат она што е ко проблем, секоја сува материја, секоја заразена материја, дали со касење, дали со странување на габата кој што е на самата кора, значи колку што може да се елиминира по она, да речем, природен пат, без, тоест по механички пат. На првата шарпланинска костенијада во Јелошник се собраа љубители на планината, на костените, жители на селото, кои се навраќаат на старите корени, лица од различни делови на земјава. Собраните средства од производите на вештите жени се донирани во црквата Вознесение на Света Богородица, а општина Терца со парична помош ја поддржа местната заедница Јелошник.